Денес ќе се запознаеме со нова дисциплина од ИПО-3 надпреварот. Дисциплината е наречена одбрана. Моментално го гледаме истото куче кој што ги изведуваше вежбите од послушност и при кој главно требаше да се искажи со својата психичка издржливост и ментална стабилност. Тука во оваа дисциплина треба да се надогради со карактеристиките како храброст, физичка издржливост и агилност. Моментално ја гледаме првата вежба од оваа дисциплина, каде кучето треба да помине 6 заклони или скривалишта, додека го најде маркирантот. Маркирантот е човек кој во случајот представува негативец и кој што кучето во наредните вежби ќе треба да го напаѓа или да се брани од него. После наоѓањето на маркирантот, кучето го облајава и го чува, не смее да го каса, се додека не дојде водичот и не го отповика кучето. Во текот на сите вежби од оваа дисциплина ќе забележите кога маркирантот стои мирен, кучето не смее да искажи агресија или да го каса маркирантот, туку само да го чува. Се додека маркирантот не го нападне водичот или кучето, при што кучето без двумење треба да се брани. Сето тоа можеме да го забележиме подобро и да го видиме во втората вежба. Втората вежба започнува со бегство на маркирантот, при што кучето треба да го стигне и да го фати. И откога маркирантот ќе се смири, при еднократна команда кучето треба да го пушти и наредно гледате напад на маркирантот врз кучето, при што кучето без дополнителна команда треба храбро и без двумење да се брани. Всушност тоа е таа проверка на храброст на кучето. Кога сме ке командата пушти, треба да напоменеме дека во оваа дисциплина е дозволено 3 отповикување на кучето и ако по 3 отповикувања се уште нема кучето пуштено, тогаш следи дисквалификација. Следна вежба е преден спровод на маркирантот и тука можете да забележите една разлика на командата покрај. Кучето тука гледа константно во маркирантот, но сепак успева да остане до левата нога на водичот. Мала разлика и единствено тука е дозволено кучето да не го прати со својот поглед водичот, туку со погледот да остане кон маркирантот за наредно кога маркирантот ќе се обиде да ги нападне, кучето без дополнителна команда треба храбро и нормално без двумење да го зграбчи маркирантот. Како и во вежбите од послушност, и тука цело време се гледа и се цени односот меѓу водичот и кучето и нормално прецизност и брзината на реагирањето на кучето. Треба да се напомени исто така дека еден од најбитните делови и најосновни делови за оваа дисциплина е загризот на кучето. Можете да забележите колку длабок и мирен загриз има кучето, особено е во последната оваа вежба од оваа дисциплина, долг напад на кучето. И всушност кучето не треба да фаќа само со предните заби или да го штепува ракавот, туку буквално ракавот треба да оди до катмиците на кучето. На самиот крај на оваа дисциплина би сакал да напоменам, со цел да се избегнат коментарите од типот дека ова е нехуман спорт или дека кучето се тепа, палката која користи маркирантот е специјална за оваа употреба. Мејка е, обложена е со сунгер и како што можете да приметите доста флексибилна. Само во 2 вежби имаме дозволено по 2 удари и тоа во одредени делови на телото на кучето, гребенот или бутините, всушност делови на телото кои што се доста добро заштитени, каде што нема никаква шанса за повреда. Удари по главата или по некои други осетливи точки на телото не се дозволени. Всушност улогата на палицата е претежно да се мафта покрај главата и телото на кучето со цел да се заплаши кучето, односно да се провери неговата храброст. Наредно ќе видиме куче кое
припремана за друг тест, значи станува збор за Кирунг, специјален тест за германски овчари, при кој кучето добива една целосна оценка, значи екстериерна и здравствена и карактерна. Керунгот намерно го зедов за пример, бидејќи од прошлата година почна да се организира и кај нас. Делот кој нас не интересира се состои од две вежби, долг напад на кучето и значи краток напад на маркирантот врз водичот. Главната работа, значи што треба да се оцени тука е храброста на кучето. Са кучето кое што моментално го гледате, треба да се напомни дека преснимањето е веќе 30 дена скучна, значи 30 дена со кучиња во неа и поради тоа изгледа малце потромаво и подебело. Всушност во тие денови веќе и самата кучка се чува. Со работа веќе беше прекинато 2 недели пред снимањето поради тие причини. И меѓутоа најбитното нешто е, значи кучето иде на Керунг тестот по една година и без дополнителни некои припреми, значи кучето успеа да положи без никаков проблем. Со оглед дека сме кратки со времето, значи во наредната емисија ќе продолжиме со вежбите од напад одбрана и воедно значи ќе направиме една споредба меѓу овие вежби и овие кучиња и кучињата со значи специјална намена како на пример личен телохранител и слично. Се наоѓаме во ветеринарната амбуланта Анима Вет. Со мене е доктор Наде. Денес ќе зборуваме за актуелната сезона на парење кај мачките. Доктор Наде, кога се мачките полово зрели? Половата зрелост кај мачките е различно дефинирана во зависност од видот или расата на мачката. Вообичаено кај нашите домашни мачки имаме обичај да кажеме дека се порано стасни и некаде започне од 6-тиот, 7-тиот месец, а кај некои мачки може да започне и после 8-тиот до 9-тиот месец, така да околу 10-тиот месец најкасно се веќе формирани и телесно и полово. Со што се карактеризира еструсот кај мачките? Еструсот или половиот жар кај мачките се карактеризира со промена на однесувањето. Често пати собствениците знаат да се пожалти на промена на апетитот или кај некој дури воопшто губење и престанок на интересот за однесување на храна. Имаат специфично движење со своето тело и опашката, се извиваат и специфично мјаукаат. Мора да напомним дека мачките се сезонски полиестрични животни, што значи дека нивниот еструс може да биде 2 до 3, односно нивното гонење може да биде 2 до 3 пати годишно и вообичаено започнува со почетокот на заголемувањето на светлосниот ден, што значи некаде од крајот на јануар да постигне најголем интензитет некаде во април, мај, па се до јуни, односно јули, а во месеците како што се октомври, ноември, декември, тој жар веќе спласнува затоа што и светлосниот ден е нешто пократок од 10 часа. Што е карактеристично за мачарите во овој период? Мачарите, за разлика од женските мачки, на подруг начин го карактеризираат својот полов жар или гонење. Тие се постојано спремни за парење, што значи кај нив ова сезонско полиестрично воопшто не важи, но имаат обичај кога ќе станат полово зрели негде после 9-10 месец да започнат со обележување на својата територија, која најчесто го прават со прскање на неколку капки на многу интензивен мирис мокрача, односно урина, и со тоа го бележат својот терен и си го означуваат местото. Често пати дури остават и дефекација, како видлив знак дека ова е нивна територија и не сме да се гиба. Некои испитувања покажува дека на територија може да биде и да се движи некаде околу 200 метри квадратни. Дали може да се избегне еструсот кај мачките и што ако не сакаме повеќе да се пари? Доколку сакаме да го избегнеме еструсот кај мачките, постојат решенија. Едно е во форма на апликација на хормони кои се даваат подкожно и го спречуваат еструсот во време трајање од 5,5 до 6 месеци, а после тоа може повторно да се повтори со апликација на хормони. А друго решение кое што е трајно решение, доколку воопшто не сакаме да имаме мачење, е апликација, односно вршење на кастрација или стерилизација на мачките.
со тоа се отстрануваат репродуктивните органи и не постои воопшто можност да мачката повеќе се мачи. Ако настане гравидност кај мачката, дали при котењето е потребна наша помош? Гравидноста или гестацијата кај мачката трае 58 до 63, односно 65 дена и мора да напомним дека во првата половина кај мачката не се заприметуваат некои посебни надворешни знаци, што значи исто се однесува, има ист апетит, но векаде кон втората половина на гравидноста се менува однесувањето, веќе го зголемува внесувањето на храна и потреби и желба за внесување на храна, а стомакот започнува да се спушта исто така и грбот. Интересно дека мачката неколку дена пред да настане незиното омачување или окотување, има обичај да се повлекува, не е толку активна и бара место кое што таа мисли дека е безбедно за да настане самиот чин на породување. Интересно е да се каже дека нашата помош вообичаено не им е потребна, но треба да знаеме дека доколку започнал партусот и трае повеќе од 12, односно 24 часа, дека тогаш е неопходна стручна помош и треба веднаш со мачката да се обратиме кај ветеринар, бидејќи постои некој проблем во однос на партусот. Мачката е многу добра мајка на почетокот, самата ги лиже своите мачења и им ги прегризува, па почнете врвси, така да вообичаено нашата помош нив не е неопходна. Дали отстранувањето на репродуктивните органи кај животните е хируршки сложен или едноставен зафат? Отстранувањето на репродуктивните органи, односно кастрацијата или стерилизацијата, е сложен процес кај женските единки, конкретно ако зборуваме кај мачки, за мачките, бидејќи се отвора стомачната, односно абдоминалната празнина и потребно да се извадат сите репродуктивни органи, почнувајќи од двата јајници и матката. Доколку ако зборуваме за мачори, односно нивна кастрација, многу едноставна, бидејќи мачорот, тестисите се наоѓаат веднаш под кожата и лесно и брзо се отстрануваат. Мора да напоменам дека и двете интервенции ги вршиме во општа анестезија, односно тотална анестезија, не сме да чувствуваат никаква болка за време на интервенцијата. Каков е постоперативниот тек и дали се можни некои компликации? Соодветно на сожената на интервенцијата и постоперативниот тек е различен. Кај мачките, бидејќи станува збор за отварање, рековме, на стомачната празнина, постојат шевови кои што се стават на крајот на операцијата или интервенцијата, на кои треба и собственикот да внимава во првите неколку дена од после интервенцијата. Не сме да се претерува со хранење, со напојување, се ќе биде умерено или нормално, а шевовите се вадат после 7 до 10 дена. А мачката знае да ги лижи својата рана, што ние треба и да ги кине конците, што ние треба со помош на мачкање с посебни масти, витамински пред се, за зараснување на раната да го спречиме. А што се несе до мачорите вообичаено нивната рана која што се прави на кожата и која е навистина многу мал рез, воопшто не се ни шие, што значи тие уште другиот ден се однесуваат најнормално и не постојат посебни забрани во однос на храната. Докторке, дали би им советувале нешто на гледачите? На гледачите на крај би им советувала доколку чуваат мачка или куче и сакат да им го проложат нивниот животен век, обавезно да ги кастрираат, односно стерилизираат, бидејќи со тоа навистина им го продолжуваат животниот век на некаде 12 до 15 години, затоа што многу помалку страдаат од сообраќајни удари или удари од кола, многу помалку добиваат воспаленија, бидејќи се изложени надвор на временски неповолни влијанија, но исто така често пати знаат да се борат и тепат помеѓу себе па да добијат гнојни рани, кои што можат да навистина им го скратат животот. Да не зборам дека можат да ни донесат и болести дома од типот на зоонози, од кои што можеме ние луѓето да заболиме многу лесно. Значи, мој совет е доколку се случите за мачка или мачор и да ги чувате во станот, тогаш сакајќи да им го продолжите животот, мора да се случите за кастрација. Има една мисла која кажува: колку повеќе ги запознавам луѓето, толку повеќе си го сакам миленичето. Љубовта не прави посилни. Следете ни наредната емисија. Чао!